Вести на Канал 8. И покрај олеснителната околност што не ги купуваат учебниците, сепак родителите најголеми трошоци имаат во месец септември. На еден ученик за подготовка за учебната година му се потребни минимум 100 евра. Ако се земе предвид дека во септември се подготвува зимници и се набавува огромно дрво, калкулациите се многу повисоки. Заради поскапувањето на црвената пиперка, многу семејства се предомислуваат за подготовка на традиционалниот ајвар. Започна најскапиот месец во годината. Училишен ранец, прибор, гардероба, се што е потребно треба родителите да го купат на своите деца, ученици пред самиот старт на учебната година. Големи се трошоците на родителите пред стартот на учебната година, но и големо олеснување е што не ги купуваат учебниците. Денови век книжарниците се преполни со ученици кои набавуваат се што им е потребно за целата учебна година. Математиката кажува дека само за училишен прибор се потребни околу 1500 денари. Ако се стават и трошоците за ранец и гардероба, тогаш се потребни повеќе од 150 евра. Земајќи ги во предвид малите просечни плати на родителите, ќе се процени дали можат толку тие да одвојат само за своето прваче или ученик. Сумата е толкава само доколку станува збор за еден ученик. Ако има повеќе од едно дете во фамилијата, трошоците се двојно поголеми. И не само учениците треба да се подготват за учебната година. Во септември се прават и годишните зимници, а се набавува и огривното дрво. Поради најавата за зголемување на цената на црвениот пипер за ајвар, многу семејства се предомислуваат за подготовката на зимници, а поради поскапувањето на огривно дрво пак, многу мина ќе се греат на струја. Рачунам да се греам на струја, трошкови за дрва и тоа ќе биде постепено. Септември, октомври, ноември, декември, јануари, февруари. А зимници? Ништо од тоа. Не ми треба. Има сега се организација. Ајвар едно време беше тај индустријски, а сега е оригинал домашен. Јас сум од Германија, ама од Германија поскапо е тука у Македонија. И зејтин, и шекер, и кафења, и цигарија, ориз, бобче, со може овие сироти да живее, бобче да јаде, многу скапо. 2 пати поскапо. Јас се греам на Евана на струја, не знам, не сум унесел дрво 50 години. Велат дека поевтинила струјата, а дрвата скапи биле. Не знам, ја не горам дрва. Калкулациите се дека ако само еден ученик во септември ќе чини повеќе од 100 евра со набавката на огревно дрво, како и правењето зимници, граѓаните велат дека нема да им стигнат ниту 500 или 600 евра, сума која што многу граѓани и семејства ја немаат месечно. Повеќе од 15 на дена во слободна продажба во маркетите низ цела Македонија е пуштен леп во кој се наоѓа супстанца која што е многу штетна по здравјето на луѓето. Се наоѓа и во белиот и во црниот ржан леп во неговата внатрешност и го размекнува и растопува. Од Организацијата за заштита на потрошувачи на Македонија на состанок во Штип за проблемот ги информираше одговорните во Дирекцијата за храна, која веќе работи на повлекување на лебот од продажба. И во белиот и во црниот леп што се продава низ Македонија се наоѓа супстанца која што го размекнува и растопува. Испитувањето на Организацијата за заштита на потрошувачи на Македонија и од Дирекцијата за храна покажало дека таа така наречена смола што се наоѓа во лебот е многу штетна и опасна по здравјето на луѓето. За ова денеска се дискутирало на состанокот кој што помеѓу Организацијата на потрошувачи на Македонија и Дирекцијата за храна се одржа во Штип. Лебот не е, мислам, добар и дека внатрешноста на лебот содржи некоја субстанција која го размекнува и го растопува лебот. Беше донесен еден примерок, ние сите го погледнавме и навистина се констатира дека во лебот, кога се кршише на пола внатре, како да има некоја смола во него. Значи тоа, после испитувањето се доведе до една констатација дека тоа е многу штетно по здравјето на човекот. Значи, внимателно во употребата на лебот. Производителите на таквиот леп, кои како што велат од Организацијата на потрошувачи ги има повеќе, им се познати на Дирекцијата за храна, но не ги изнесуваат во јавност. Ваквиот леп е во слободна продажба во маркетите низ Македонија околу 15 на дена, велат од организацијата. Поточно во црниот леп ржен, значи, се појавува мувла
и некој мирис, исто и во белиот леб кој што се употребува. Наши кочански потрошувачи дали се пожалени? Да. Има се веќе пожалено неколку. Инаку, прва организација која била запознаена со проблемот е Организацијата на потрошувачи на Македонија, која разбрала за него од потрошувачи кои слободно си го купиле лебот и истото го забележале, па побарале помош од Организацијата на потрошувачи. Тие пак понатаму ги информирале сите надлежни од Дирекцијата за храна, кои што го направиле задолжителното испитување, во кое што се наоѓа така наречената сомнителна супстанца или смола, штетна за здравјето на луѓето. Дирекцијата за храна работи на решавање на проблемот, како и на повлекување на таквиот леб од продажба. Патот Липец-Осојница и уредување на влезот во Виница се проекти кои општина Виница треба да ги реализира во предстојниот период. Градоначалникот Дончев се осврна на важноста на проектите, посебно на вториот. Тече тендерската постапка за реализација на два поголеми инфраструктурни проекти во општина Виница. Правиот од нив е патната врска Липец-Осојница. Проектот е ветен во изборната програма 2013-2017 на градоначалникот Дончев, а како што претходно беше информирано, првата фаза беше завршена лани, кога беа асфалтирани 2,2 километри од патот. Сега продолжуваме со втората фаза, односно изградба на 1,5 километар што остана до селото Липец во вредност од 12 милиони и 700 илјади денари. Значи, купната инвестиција некаде е околу 30 милиони денари. Со ова ќе се овозможи директно поврзување на селото Липец со регионалниот пат спрема Берово. До сега Липец единствено имаше асфалтен пат преку селото Блатец. Може би уште позначаен е вториот проект, што патем кажано не беше ветен, но се остварува, а тоа е уредувањето на влезот на Виница. Паралелно со јавното осветлување, што јавното предпријатие за државни патишта го поставува во Виница, локалната самоуправа ќе го докомплетира со изградба на пешачки патеки и тротоари. Вториот проект не е дел од програмата, а од проектите кои што не се ветени, а се реализираат во општина Виница. Тоа е уредување на влезот на општина Виница. Откако беа поставени и канделабрите за осветлување на влезот на Виница, сега ќе продолжиме со изградба на пешачка патека која што треба да го поврзува делот од индустријската зона до влезот на градот. Целиот проект ќе чини некаде околу 3 милиони денари и тоа се средства од буџетот на општина Виница. Освен влезот на Виница, осветлувањето на деловите од магистралата е придобивка и за општина Кочани, но исто така и нејзина одговорност да го среди влезот на градот од страната на Оризари. Започнаа градежните работи за проширување на паркинг просторот кај Центарот за култура и кај Управата за јавни приходи. Се очекува со реконструкцијата да се добијат нови 30 на места за паркирање на патнички возила. Механизација и работници на компанијата Имако од Гостивар го започнаа раскопувањето на теренот кај Управата за јавни приходи во Кочани, каде е планирана изградба на нов паркинг простор. Според планската документација, со околу 1,5 метар се навлегува во тревнатиот простор од градскиот парк во должина од 40 на метри. Со тоа, заедно со отстранувањето на постојниот тротоар, треба да се добијат околу 250 метри квадратни, односно 20 на места за паркирање патнички возила. Споменатиот простор, кој досега беше тротоарска површина, од страна на возачите се користеше како необележано, односно диво паркиралиште, па од локалната самоуправа зафатот го оправдуваат како легална пренамена и задоволување на потребите од паркинг простор. Во непосредна близина на оваа локација, во правец на Центарот за култура, исто така ќе се отстранува постојниот тротоар и ќе се направи проширување на паркиралиштето, со што ќе се добијат 270 метри квадратни сообраќајна површина за оваа намена. Со тоа, заедно со сегашните 15 на паркинг места зад чешмата кај градскиот парк, ќе се добијат уште околу 40 на нови места за паркирање, односно ќе се оформи јавен паркинг од потегот кај Управата за јавни приходи до Центарот за култура. За проширувањето и изградбата на паркиралиштата на овој дел од градот, општина Кочани од сопствениот буџет издвои над 11.000 евра. При донесувањето на одлуката за планираниот градежен зафат пред 2 месеци во Советот на општината имаше реакции од советниците, поради најавите дека заради проширувањето на просторот ќе се сечат повеќегодишните дрвја во непосредна близина. Одговорот од првиот човек на општината тогаш беше дека костените нема да се сечат,
а реагирањата беа оквалификувани како балони и шпекулации. Јас како градоначелник, не знам дали тоа ви е познато, повеќе пати го повторувам, сум најголем поборник на сечење на дрвата. Конкретно ќе ви кажам дека таму нема да има сечење на дрво, освен мислам дека само едно дрво, кое што не може да се заобиколи. Така да немојте да подлегнувате на разни шпекулации и балони кои што некои сакаат вештачки да си придадат важност. Со реконструкцијата и проширувањето на двете нови паркиралишта ќе се изврши целосно уредување на просторот, односно ќе се постави нов асфалтен слој на површина од 520 метри квадратни, а ќе се вградат нови рабници и придружна урбана опрема. Истовремено ќе се изгради и нова тротоарска површина со просечна широчина од 1,5 метар. Реакција за неиздавање фискална сметка при наплата за закуп на тезги на пазарот во Кочани имаше до комуналното јавно предпријатие Водовод. Одговорните во предпријатието ги повика оштетените странки да ги пријават таквите случаи, за кои ќе бидат превземени соодветни санкции. Законската обврска за издавање фискални сметки при наплатата на закупот за тезги на пазарите во Кочани не се спроведува редовно. Такви реакции доаѓаат од трговците со земјоделски и други производи, кои редовно плаќаат за просторот или тезгата што ги користат. Лицата кои ја вршат наплатата ги земале парите, а во возврат не издавале никаков документ, ниту фискална сметка, како потврда дека услугата е наплатена. Реагирањата на оштетената страна стигнаа и пред Советот на општината, затоа што појавата континуирано е регистрирана, а реакции од одговорните немало. Фртоци од страна на вработени во комуналното јавно предпријатие и се наплаќа такса за пазарите, а за таа сметка не добиваат никаква ниту белешка, ниту сметка. Каде завршуваат тие средства? Дали вие имате увид за оваа работа? Дали имате до сега информација дека се случува нешто такво во комуналното јавно предпријатие? Од првите луѓе во Водовод немаше одговор дали до нив стигнале реакциите на трговците за неиздавањето на фискалните сметки, но имаше целосна согласност оти се работи за незаконска постапка. Проценките се дека тоа најчесто се случува на просторот на градскиот пазар, каде вообичаено има и најголема фреквенција во пазарните денови. Таму сме должни и потребно е секојаш да издаваме фискални сметки. Секоја злоупотреба, еве ги повикувам оној кој е платил износ или добил несоодветен документ или не добил фискална сметка, значи за секоја услуга наплатена за користењето на јавниот простор, за користењето на тезгите, тоа се прави на месечно ниво со склучување на договори и плаќање на тие износи или на дневно ниво кога се пазарните денови. За секоја злоупотреба од оперативците кои се таму на терен стоиме на располагање и сметаме дека секој укажување со аргументи ќе го санкционираме кон вработените кои се ангажирани таму. Дневниот закуп за тезга со просечна површина од околу 2 метри квадратни чини 50 денари, а доколку трговецот склучи месечен договор за користење, ќе треба да плати 850 денари. Според реакциите од трговците, најчесто неиздавањето фискални сметки се прави во четврток, односно при користење тезга или пазаришен простор под дневен закуп. Директорката на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Билјана Вуковиќ оствари средба со земјоделците од Виничко, кои од различни причини се соочиле со проблеми во исплатата на субвенциите заради пружање помош и давање совети. Тим од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој во вторникот попладне оствари средба со земјоделците од Виничко, кои од различни причини се соочиле со проблеми во исплатата на субвенциите. Земјоделците намаса изнесоа повеќе проблеми со недоставени решенија за исплата, со пријавена одредена бројка на грла за субвенции, а исплатена минимална, неизвршена контрола од страна на инспекцијските служби и редица други забелешки. Представниците од агенцијата на лице место ги проверуваа податоците и даваа совети на што треба да внимаваат земјоделците при пријавувањето на субвенциите. Целта на овие посети е на земјоделците кои имаат дилеми како и нерасчистени предмети што се водат во агенциите за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој и поттикнување и развој на земјоделството,
да им се разјаснат, како и да разговараат за прашања од нивен интерес и за проблеми со кои се соочуваат при аплицирањето за субвенции или доделувањето земјоделско земјиште, како и да побараат стручна помош. Овие средби, што во вечерните часови се реализираа и во селата Трсино и Стибања, се и можно земјоделците да постават прашања за програмите за финансиски развој или субвенциите. Целта е непосредно давање стручно мислење за кој било интерес на земјоделците, но и да се слушнат одредени сугестии, предлози, како и критики за овие мерки. На земјоделците покрај нејаснотиите околу субвенциите и другите видови поддршка им се образложуваат и сите законски измени. Високите дневни температури и понатаму се потенцијална опасност за пожари на отворен простор и во шума. Поради тоа, продолжен е рокот за ограничено движење на граѓаните во шумските појаси. До средината на септември останува во важност делумната забрана за движење во шуми и шумски појаси, поради очекуваните релативно високи дневни температури. Тоа е една од превентивните мерки што во последните години редовно се прави во текот на летниот период, за да се намалат опасностите од појава на пожари на отворен простор. Иако во Кочанскиот регион сезонава беше забележано намалување за околу 1/3 на бројот на интервенции на пожарникарите, сепак мерката важи и за подрачјето на осаговијата и плачковичкиот терен. Најчесто огнената стихија летово зафаќаше нискостеблеста шума и тревни површини, што иако немаше голема материјална штета, беше закана за објектите кои се наоѓаат во близина. При тоа, во пожарите на отворено, изгореа поголем број пчелни сандаци, како и неколку помошни објекти за чување земјоделски алат. Исто така, се уште во важност се и апелите до земјоделците да ги почитуваат законите и да не ги палат страништата. Според законот за ловство, глобата за палење страништа, плевели и други растителни отпадоци се движи од 6 до 8.000 евра за правни и од 1.500 до 3.000 евра за физички лица. Освен казните за сторениот прекршок, треба да се надомести и штетата. Со оглед што од средината на овој месец се очекува опаѓање на дневните температури, најверојатно и мерката за делумна забрана за движење во шума ќе биде укината. Салицилот не е штетен и може да се користи при подготовката на зимници. Со ваков став излезе Организацијата за заштита на потрошувачи на Македонија на работилницата што се одржа во Штип по направеното истражување за штетноста на салицилот и неговата употреба. На работилницата присуствуваа и представници од Кочанската организација на потрошувачи. Внимателно со употребата на салицил не е сосема безопасен по здравјето. Вакви и слични надписи и предупредувања за употребата на конзервансите како хемиски средства за спречување на ширењето на причинители на расипување може да се прочитаат во повеќе списанија за здрава храна или на вебсајтовите за подготовка на зимници. На работилницата што Организацијата за заштита на потрошувачи на Македонија ја организираше во Штип, беше презентирано сосема спротивното, дека салицилот не е штетен и дека слободно може да се користи при подготовката на зимница. Изнесените констатации се врз основа на направените истражувања и испитувања за штетноста на салицилот. На работилницата присуствуваа и представници од Организацијата за заштита на потрошувачи Кочани. Потрошувачите се жалеле во Штип и кај нас дека наводно салицилот бил многу штетен по здравјето на луѓето. Испитувањето докажа дека салицилот не е штетен по здравјето на човекот, се употребува како додаток во храната, што дури може да го употребуваат и мали деца. По испитувањето, по реакциите од Организацијата за заштита на потрошувачите, на членовите, се доведе до една констатација дека навистина салицилот не е штетен по здравјето на човекот и може да се употребува како сега, додаток во храната, во есенските сега денови, кога веќе ја спремаме сите зимницата. Одговорните во Организацијата за заштита на потрошувачи Кочани истакнаа дека во тек е подготовката на проект за кој што е предвидена работилница за важноста од искористувањето на сончевата енергија и поставувањето на соларни колектори. Следува спортската информација. Во сите рангови на надпреварување од фудбалските првенства веќе се одиграни првите кола.
Последни надпреварувањето ќе го почнат учесниците во најмладите категории. Од фудбалските надпреварувања во кои екипите од потесниот регион имаат своји представници, останува да отворат уште најмладите. Тоа прва ќе го стори екипата на Фудбал Старс, која в среда го игра 16 на финалето од Купот на Македонија на гостински терен против екипата на премиерот Крива Паланка. По еден викенд започнува и сезоната во фудбалската лига за пионери и помали пионери, односно генерациите 2000 и 2001 Североисточен регион, која што годинава брои 9 екипи. Неодамна фудбалската школа Фудбал Старс настапи на традиционалниот меѓународен ферплей куп во Охрид. Со генерацијата 2003 стигна до четвртфиналето, што беше и најголем успех, додека со генерацијата 2005 не успеа да го помине осмина финалниот филтер. Предходно генерацијата 2001 не успеа пак да ја помине групната фаза. На 19 август почнуваат и надпреварите во детските лиги Источен регион, каде освен Фудбал Старс се надпреваруваат и фудбалскиот клуб Кочани и младинските екипи на Осогово. Лигата се однесува на генерациите од 2002-2003 до 2005-2006 година. Фудбалскиот клуб Осогово и фудбалскиот клуб Кочани на користење го имаат градскиот стадион Никола Мантов. Што се однесува до Фудбал Старс, во почетна фаза е реновирањето на игралиштето во Горни Подлог, каде ќе се одржуваат тренинзите, како и на фудбалскиот терен во Чешиново. Завршија вестите на Канал 8. Повеќе информации имате на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.